Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на Во Фокус. Како што знаете, освен информативната, веќе се префрливме и на она едукативна смисла, па така ве запознаваме и со некои новини. За денес имаме интересен соговорник кој што доаѓа од интересно тело. Верувам дека ќе слушнете интересни работи во текот на емисијата. Веднаш да го представам гостинот, тоа е господинот Димитар Петров, председател на Регулаторната комисија за енергетика. Ви благодарам што одвоивте време да бидете со нас овде. Благодарам за поканата и ги поздравувам гледачите на К3 регионалната телевизија. Така како што кажав, доаѓате и сте прв човек на едно тело кое што е многу битно за речиси секој човек, а не па за стопанството, да зборуваме пошироко, а не е толку во центарот на вниманието на јавноста, затоа ќе биде интересно да го доближиме малку до обичните луѓе. Регулаторната комисија за енергетика е актуелна можеби на секои 2 седмици кога дознаваме која ќе биде цената на горивата или пак за преостанатите енергенци, меѓутоа еве да го доближиме како што кажав ова тело всушност да дознаеме од кога постои, какви се неговите ингеренции и надлежности. Ева вака, значи за почеток да ги неаме вака историски како е формирано телото и кои се надлежностите кои што се исклучиво дадени во Законот за енергетика до неодамна, а сега ми проширени малку имаме надлежности по соглед на минатогодишниот Закон за водните услуги, па имаме проширување кое што ќе речеме ќе биде наша обврска од оваа година па и понатака. Регулаторната комисија за енергетика е едно од најискусните регулаторни тела во Република Македонија. Формирано е 2003 година и оперативно почна да работи 2004. Во главном надлежностите кои што се прилично широки се дадени во Законот за енергетика, како што кажав, и се однесуваат во делот на нагледување или мониторирање на функционирањето на енергетските пазари на енергенти и на енергетски услуги, кои што се од аспект исклучиво за подобрување или за следење на квалитетното, сигурното и континуираното снабдување со енергија и енергенти на потрошувачите. Понатака изготвува тарифни системи кои што исто така се битни за утврдување на тарифите за потрошувачите. Правилниците за цени, едни од најбитните клучните документи кои што ги изготвува Регулаторната комисија за енергетика. Во нив секогаш составен дел има изготвена методологија која што е исто така клучна и битна за определување на цените, и врз основа на овие правилници ги донесуваме одлуките за цените и тарифите на енергиите, енергентите и на сите услуги. Правилата за снабдување се наша обврска кои што ги дефинираат условите и односите помеѓу потрошувачите и давателите на услугите. Имаме правилник за лиценци според кои ги издаваме лиценците, ги именуваме и така натака на сите оние компании, регулирани и нерегулирани, кои што имаат обврска или работат дел од овој бизнис. Ги спомнав тарифните системи, правилата за снабдување, пазарните правила за електричната енергија и за природниот газ. Понатака еден добар дел од надлежностите ги имаме во рамките на обновливите извори кои што се многу интересни. Ги издаваме во 2 постапки лиценците согласно правилникот за лиценци и го водиме регистарот за повластени производители на сите оние кои што имат изградено и добиено тарифа и одлука од Регулаторната комисија за енергетика за користење на истата. И еден добар дел од надлежностите кои понатака ќе дискутираме се значи во рамките и на водните услуги, како и сите оние други надлежности кои што ги имаме во согласно со другите позитивни законски прописи, кој врши контрола или на кој начин телото функционира. Еднаш годишно Регулаторната комисија за енергетика доставува извештај до собранието на усвојување, значи парламентот го усвојува, тоа се во однос на поминатата година, значи до крајот на март. Се финансираат сопствени извежни средства кои што се обезбедуваат со надоместок, кои што исто така врз основа на финансиски план кој што го доставуваме до Собранието на Република Македонија. Собранието го усвојува и со одлука го утврдува процентот на зафаќање кој што имаат обврска да го плаќат сите оние компании кои што обавуваат енергетска дејност, односно имаат добиено лиценца од комисијата, како и со еднократен надоместок сите оние компании кои што аплицираат пред да добијат лиценцата имаат обврска да плаќат. Значи тоа е вака накратко како функционира телото. По обем е 31 вработен, во рамките на комисијата има 7 членови кои што ги избира парламентот во различен период, поединечно. Сите имаат исти надлежности, од 7 членови еден е председател, тој сум јас. Уште на почетокот ги споменавме двата битни енергенци, меѓутоа за кои се енергенци сте надлежни и се во ваша надлежност? Главните оние кои што се преточени согласно европските директиви во Законот за енергетика се надлежностите во електричната енергија и природниот газ, како
енергенци за прифатени во Република Македонија. Меѓутоа, покрај овие две, регулираме и пазарот на топлинска енергија, кој што е својствен само за сега за градот Скопје. Нафтата и нафтените деривати, оно што го јавивте на почетокот, секои 2 недели на 14 дена, значи ја утврдуваме малопродажните цени на нафтените деривати. Сега спомнавме и за водата, како и во делот на обновливите извори за производство на електрична енергија. Да. Тука кога сме кај електричната енергија, нешто повеќе за овој пазар, кои се случувањата во последниот период, што може да очекуваат енергијаните во него? Па вака, со право еден дел од клучните обврски на Регулаторната комисија за енергетика е пазарот на електрична енергија, и со право затоа што тој е еден од најразвиените во Република Македонија, за разлика од останатите кои што некои се во заведиш или некои се само фатени на еден дел од територијата на Република Македонија. Нашите надлежности во делот на пазарот се од издавањето на сите овие лиценци на компаниите кои што обаваат ваква дејност, па до нивното мониторирање и на регулираниот дел на пазарот, утврдувањето на цените. Значи, условно пазарот на електрична енергија е поделен на два дела: регулиран и нерегулиран дел. Нерегулираниот дел значи дека е слободен пазар. Регулираниот дел е опфатен со производството, преносот, управувањето, дистрибуцијата и снабдувањето со електрична енергија. Компаниите кои што ги имаат се собственици на лиценците во Република Македонија, во главно се Елемент, главниот производител, со утврдена дејност, јавна дејност во лиценцата за издадена од Регулаторната комисија за енергетика, и е главен производител на електрична енергија во Република Македонија, кој што целокупното свое производство го има ставено на располагање согласно Законот за енергетика за домаќинствата, односно валите потрошувачи. Понатака МЕПСО е собственик на две лиценци: лиценца за пренос на електрична енергија и управување со системот за пренос на електрична енергија, како и лиценцата за оператор на пазарот со електрична енергија, која што е прилично битна и клучна во периодот откако почна либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Компанијата Евана е собственик на две лиценци: Евана дистрибуција од 1.1. оваа година, електродистрибуција, значи се трансформираше фирмата и доби лиценца за за дистрибуција, додека Евана Македонија е исто така снабдувач на електрична енергија за снабдување во крајен случај, кој што е дејност се однесува исклучено до домаќинствата и на малите потрошувачи, како и снабдување на слободен пазар, кој што така се вика, лиценца за снабдување со електрична енергија. Оно што е битно за пазарот и во која фаза сме сега е дека во Република Македонија отприлика по 50% веќе е либерализиран пазарот на електрична енергија. Историски гледано, либерализацијата почна во повеќе чекори, тргнувајќи од 2008 година, кога најпрво големите потрошувачи кои што беа приклучени на 110 киловат на напонско ниво, со тогашниот закон излегува на пазар. Понатака со законот од 2011 година и со сите оние подзаконски акти кои што Регулаторната комисија за енергетика ги донесе, се овозможи и други потрошувачи согласно критериумите дадени во законот да се стекнат со ова право и да можат собствените потреби за електрична енергија да не ги бават на слободен пазар. Ова нешто го возможи буквално Регулаторната комисија за енергетика во најголем дел, клучните подзаконски акти ги донесе, тргнувајќи од пазарните правила, тарифните реформи со донесување на тарифните системи за пренос и за дистрибуција, кои што возможија плаќање на реалните трошоци на потрошувачите спрема напонското ниво на кое што се приклучени, издавањето на лиценци за снабдувачи и за трговци на електрична енергија, кои што се 20 имаме лиценци за снабдување и 60, околу 60 трговци, не се сите активни, меѓутоа тоа е доволна претходница за да можеше пазарот да се либерализира во чекорите кои што ги возможи Законот за енергетика. Ова нешто, како крајни бројки од минатите години кои што се актуелни, го искористија потрошувачи 270 во 2015 година и 158 2016, кои што заедно со оние обврски кои што ги има операторите за набавка на загубите на слободен пазар, го чинат овој процент од 50% кој што е реален и со кој што можеме да се пофалиме дека во Република Македонија имаме реална либерализација на пазарот на електрична енергија со процент од 50%. Кога ќе можат и граѓаните да избираат од каде ќе се снабдуваат, што ќе донесе како помалност тоа за нив? Значи, либерализацијата е процес кој што е во континуитет. Спомнавме од 2008 година навака. Крајната фаза за либерализирање на комплетно на пазарот на електрична енергија со можноста и граѓаните, односно домаќинствата да набавуваат своји потреби, е во 2012 година. Решението е дадено во Законот за енергетика со измената од октомври 2014 година,
На некој начин овој континуитет во повеќе чекори се направи со измената на законот во неколку годишни чекори со воведување на нов критериум кој што е поврзан исклучиво со потрошувачката од претходната година. Со таа можност потрошувачите кои што претходната година имаат утврдена потрошувачка повисока од онаа која што е утврдена во законот, го имаат правото и излегуваат на списокот на потрошувачи кои што можат да набавуваат електрична енергија на слободен пазар од трговци и од снабдувачи. Списокот го води пазарниот оператор, тоа е МЕПСО, врз основа на критериумите кои што ги добиваат и од централниот регистар, како и од операторот, дистрибутивниот оператор и снабдувачот ЕВН, кој што ги води точните податоци за потрошувачите кои што рековме се со можност да излезат на слободен пазар доколку имаат регистрирана потрошувачка во претходната година над лимитот од законот. Да. Иако не сакав натаму да го вртиме разговорот, меѓутоа и ова тело поврзано со целото стопанство појаве во една ваква ситуација со силна зима, стана дел од дневно-партиските препукувања на дел на политичките партии, меѓутоа настрана од тоа, нема за тоа ние да зборуваме, ке има ли некои последици од таа силна зима, имаше ли недостаток на електрична енергија кој што се надоместуваше со увоз и дали ќе има можеби поместување во цената? Некако. Навистина имавме исклучително карактеристична зима, не така како за претходните години, со драстични ниски температури и истите предонесоа или резултатот беше за зголемена потрошувачка на електрична енергија и се појавија и потреби за увоз на недостатоци на електрична енергија со оглед на ситуацијата во производството во Елен. Меѓутоа, првично од извештаите од она што го добивме како информација од компаниите, сме задоволни од аспект на тоа дека мрежните оператори како МЕПСО и ЕВН на дистрибуција успеа да се справат со минусните температури и не дозволија да имаме прекини кои што ќе резултира со долготрајни прекини на мрежите и прекин во снабдувањето со електрична енергија на компаниите. Значи сија обавуваат дејноста согласно утврдените обврски во лиценцата и немаме нешто на кое што би нашле забелешка со мали исклучоци на некои поединечни случаи. Додека прашањето во однос на цената е прашање кое што е регулирано во правилникот за цени, кој што го спомнав на почетокот. Согласно роковите дадени во правилникот, цената ја утврдуваме во текот на месецот јуни со секоја година. За оние компании кои што имаат регулиран период од 1 година и за мрежните оператори кои што имаат регулиран период од 3 години. Дали или во која насока ќе се поместува цената, неблагодарно е пред време да кажуваме, сега не би се упуштили тоа, меѓутоа не очекуваме некои драстични шокови или скокови на цената електричната енергија со оглед на тоа што во сегашните одлуки кои што ги следиме и во однос на тоа како го мониторираме пазарот, имаме оставено доволно резерва во позициите кои што се битни за обезбедување на сигурно снабдување, обезбедување на количините на енергија и со увоз и со сопствено производство. А ако не сме размислувале претходно, токму е ваквиот момент од оваа година треба да не натера малку да подразмислиме за повеќе вложување во извори на обновлива енергија. Која е вашата улога тука во овој дел, во овој сектор може да? Во делот на обновливите извори, Регулаторната комисија за енергетика води две постапки. Би рекол дека имаме клучна улога, меѓутоа на некој начин ингеренциите се дадени во делот на повластените производители и од страна на владата имаме два документа кои што се битни за целиот овој процес, како и Агенцијата за енергетика. Владата ја донесува уредбата за обновливи извори, односно за повластени производители и утврдува со одлука ги утврдува цените, односно тарифите на повластените производители. Агенцијата за енергетика го издава решението со кое што тврди дека некоја централа е изградена и користи обновлив извор на енергија, додека ние како регулатор на Комисија за енергетика водиме две постапки. Едната постапка е за издавањето на лиценци, кој што е процес почнувајќи од добивањето на одобрение за градба, од самиот почеток на градбата и од идејата на некој инвеститор да тргне во постапка да гради централа на обновлив извор, како и тоа што го водиме регистрот на повластените производители и го издаваме во крајна фаза решението и одлуката за користење на повластената тарифа. Интересен е овој дел од нашите надлежности. Има голем континуитет, има голем интерес за градба на обновливи извори, на централи, електроцентрали од обновливи извори. Може да споменеме и некои бројки како драстично се зголемува, значи производството на електрична енергија од обновливи извори, сектора нели со оглед на повластените тарифи кои што се интересни за инвеститорите.
од една страна и намалените инвестициски трошоци ги мотивираат инвеститорите, од друга страна и сето ова како тарифи се битни за да исто така бидат измотивирани да се впуштат во овој бизнис. Еден добар дел од сите овие обновливи извори кои што се посебно дефинирани во одлуката за тарифата и во уредбата од владата, имаат лимит, значи се завршени квотите, така наречените квоти кои што се издадени во во уредбата од владата. Можеме да кажем дека до сега се изградени 102 електроцентрали кои што користат сончева енергија обновлив извор, 60 мали хидроелектрани кои што немаме лимит од аспект на инсталиран капацитет, се изградени, 40 се во фаза на градби, очекуваме 2017-2018 да завршат, со оглед на тоа дека ги следиме од аспект на издадените лиценци. Сите овие си имат свое учество во нормално во целокупниот енергетски биланс на Република Македонија. Понатака ветерните електрани, односно ветерниот парк на АДЛМ со 36,8 мегават инсталиран капацитет, кој што има исто така привремено решение за уште 13,6 и очекуваме да бидат изградени до 2018. Имаме 3 повластени производители кои што користат биогаз за производство на електрична енергија, значи биогасни електрани кои што се со инсталиран капацитет од 5 мегавати и оваа година би требало да биде дограден уште тој 1 мегават и 3 био електроцентрали кои што користат биомаса како гориво за производство на електрична енергија, меѓутоа тие не се изградени, само се со почетни привремени решенија за градба. Како количина на енергија која што се произведува од овие повластените производители на електрична енергија, би кажал дека изминатите години чисто како споредба, од 2015 година некаде околу 263 гигават часи беа произведени и сета ова нормално откупена енергија од страна на операторот на пазарот. За 3 до 4 пати беше зголемена во однос на претходните година. Минатата 2016 година имаме околу 358 гигават часи, споредно со 263, значи имаме драстичен пораст. Се повеќе од овие централи се вклучуваат во системот, во мрежата и секој си имаат свое битно влијание во енергетскиот биланс. Чисто за појаснување треба да знаеме дека сите овие повластени тарифи се у крајна линија се алоцирани трошоци во крајната цена на сите наши корисници и механизмот, значи за субвенционирање или за користење на повластените тарифи во Република Македонија е тоа што зелената енергија која што се откупува од овие производители ја плаќаме сите. Значи крајното влијание сега симулирано на потрошувачката, на вкупната потрошувачка од минатата година веќе е околу 6,4% или учество во крајната цена на корисниците во Република Македонија. Еден процес за кој што многу се зборува и интересен и за стопанството, меѓутоа и за индивидуалните потрошувачи е гасификацијата, која ќе биде вашата улога таму, како во моментов каде сме со тој процес. Интересно е дека природниот газ влегува токму вратата во Македонија од североистокот, место каде што не е зрачима, а гасифицирано и се работи на тоа всушност тука во општината во која што сме ние Куманово. Делот на пазарот на природен газ, можем да кажем дека Регулаторната комисија за енергетика ги направи сите потребни подготовки за либерализација на пазарот на природен газ и од 1.1.2015 година во Република Македонија значи имаме либерализиран пазар на природен газ 100%. Така би можело да кажеме. И за истата оваа работа, како една од клучните реформи и во извештајот на Европската комисија и од страна на енергетската заедница од Виена, Република Македонија е на некој начин верификувано како едно од битните работи кои што ги има завршено во рокот предвиден со Законот за енергетика. Регулаторната комисија за енергетика и во овој дел, како и во електричната енергија, е со врска за донесување на подзаконските акти и за мониторирање на пазарот на природен газ. Претходно, за да се овозможи овој процес на либерализација, Регулаторната комисија за енергетика ги донесе сите подзаконски акти, вклучително пазарни правила, правила за снабдување, тарифни системи, кои што овозможија од 1.1. сите и издадени лиценци доволно за снабдувачи, за снабдувач во крајен случај, како и за трговци на природен газ. Со тоа се овозможи овој процес да заврши и да се сите купувачи на природен газ во Република Македонија да бидат на слободен пазар. Оно што го споменавте како
процесно каде гасификацијата, сите оние заложби и напори кои што ги прави владата, и во делот на инвестициите, и во делот на стратегијата за развој за дистрибутивните системи во Република Македонија, не можеме да бидеме задоволни со оглед на тоа дека многу малку дистрибутивни компании работат во Република Македонија и поготово во делот на вклучување на домаќинствата во користењето на природниот газ. Нашата улога во овој дел е минимална или сме вклучени во делот на издавањето на лиценција од како некоја од компаниите кои што ќе изгради дистрибутивна мрежа, ќе има потреба да добие лиценца од Регулаторната комисија за енергетика. И такви се досега 3 кои што се активни во Република Македонија, со издадени лиценци и со утврдени тарифи од страна на Регулаторната комисија. Куманово газ е едно од, можеби од првите, заедно со технолошко-индустријска развојната зона, и Струмица газ која што не е конектирана на преносниот систем оператор на линијата, користи поинаков систем во делот на набавката и во делот на снабдување со природен газ. Може да ги спомнеме, значи, овој дел од транзитниот, односно од магистралниот вод кој што е во завршна фаза и се пушти од приклучокот на Клечовце кај Куманово до Штип, понатака тендерската постапка во која што се опатени северозападниот регион Тетово-Гостивар, исто така ќе се приклучи на приклучна точка од Скопје, и продолжувањето на овие делници од гасоводот од Штип понатака према Неготино, Кавадарци и останатиот дел, согласно стратегијата на Република Македонија, согласно плановите на владата на Република Македонија. Дистрибутивните системи се опфатени во оваа стратегија и се обидува со неколку тендерски постапки и Скопје поделено на неколку региони за да се добие концесионер кој што исто така би вршил дистрибуција и снабдување на потрошачите во овој регион. Да се вратиме за курсот на нафтените деривати. Го слушавме, како што кажавте, го слушаме тоа на секој 14 дена, како се формира цената, меѓутоа е одблиск од првиот човек на Регулаторната комисија, да дознаеме, иако веројатно знаат и гледачите дека тоа најмногу зависи од цената на нафтата на светските берзи, меѓутоа која е методологијата со која што се доаѓа и може ли да се предизвикат некои големи поместувања или сепак тоа е во границите на нормалното? Вака сега, во делот на нафтата и нафтените деривати, Регулаторната комисија за енергетика на 14-дневно ниво, како што кажавте, ги утврдува малопродржните цени на сите овие деривати. Методологијата која што ја користиме е составен дел на анексот Д од купопродржниот договор на рафинеријата Окта и некои од клучните или клучни елементи во определување на цената на малопродажните цени на дериватите секако е берзанското движење на цената на суровата нафта, кој што ние го добиваме врз основа на нашата претплата во списанието ПЛЕЦ и на секој 14 дена ја утврдуваме средната вредност на сите овие на секој од овие денови и вклучително на тоа и на дериватите кои што котираат на берзата. И како втор елемент покрај овие двете и клучен елемент е движењето на доларот во однос на денарот, односно курсот на доларот во однос на денарот. Тие се клучните елементи, секако има една поголема пресметка внатре на која што се додават секако сите оние законски давачки, ДДВ, акцизни и така натака, и во крајна фаза се добиваат тарифите, односно цените, кои што Регулаторната комисија за енергетика ги утврдува со одлука и ги дава во 4 групи со намера и со можности трговците на голема да, користејќи ги стапките на сопствената маржа, да ги раздвојат или да продават по цени кои што исто така може да бидат пониски од оние кои што ние ги утврдуваме, и во одлуката се кажани како највисоки цени за нафтените деривати, односно по кои што се продават во Република Македонија. Можеме да кажеме дека и во овој изминатиот период имаме поволна ситуација со оваа методологија, имаме најниски цени во регионот. Знаете, минатата година кога имаше драстични пораси и претходна година на суровата нафта, сепак една со оваа методологија во рамките на 14-дневното утврдување возможи пониски цени во Република Македонија на малопродажни цени. Каква е перспективата и што ние можеме во моментот да кажеме на среднорочен план? Не очекуваме дека би се нешто крупно случило во делот на скоковите на цените на суровата нафта. Во моментот е во сила спогодба една на најголемите производители со кои што се ограничува производството. Имаме мал скок кој што се движи некаде околу $55 за барел. Она што се нашите предвидувања дека би требало
во тие рамки и да се задржи до крајот на годината 55 до 60 долари за барел. Секако дека ќе има влијание и целокупната геополитичка ситуација во светот. Сето она што се случува во Америка исто така има силно влијание, евентуално зголемување на количините кои што ние вака го очекуваме или кои што се најавува како поддршка на големите компании од страна на Соединетите Американски држави би резултирало со стабилни цени кои што би може да се движат и надолна линија. Да. Една новина која што има кај вас во регулаторната комисија е тоа дека и водата, ако не била претходно сватена, сега е сватена како енерген, значи и водните услуги ќе ги регулирате вие, односно оние јавни претпријатија и нивните услуги кои што тие ги даваат потоа на граѓаните, нешто повеќе околу ова новина. Од минатата година со донесувањето на законот за утврдување на цените на водните услуги, како и со измените на законот за енергетика, регулаторната комисија за енергетика, како тело со наголемо искуство, ја доби оваа надлежност за утврдување на цените и тарифите на водните услуги во Република Македонија. Со оваа надлежност се делегира на регулаторната комисија за енергетика една сериозна подготовка за изготвување на подзаконските акти кои што ќе бидат користени за делот на утврдување на тарифите. Тоа е методологијата за цени на водните услуги и тарифите, како и правилникот кој што ја дефинира постапката за утврдување на цените и во него се дефинирани како барањата, така и сите потребни подготовки на јавните комунални предпријатија и на предпријатијата кои што се на ниво на државата за да аплицираат за добивање на тарифи. Со законот се дефинирани утврдување на тарифи и цени на суровата вода, на водата за пиење, тоа се јавните комунални предпријатија, тарифа за собирање и за одведување на отпадните води, како и за пречистување на водата. Ние како тело прифативме и формиравме работна група во која што се работи сериозно на овие два документа. Користиме во моментот консултантска помош и во рамките на 3 проекта, меѓутоа во еден сме вклучени ние, кој што ги работи Министерството за животна средина како една реформа која што е почната малку порано. Ние сме вклучени значи само во овој нашиот дел, таму има сериозни реформи во делот на сите компании, во градбата на мрежата, во делот на нивното внатрешно преструктурирање и така натака. Очекуваме дека и овој сектор кој што е предвиден со измените на законот за енергетика и со законот за водните тарифи и услуги да стане поефикасен во однос на тоа што досега беше. Секако дека владата, имајќи го предвид начинот на кој што досега се формираше цените и тарифите на овие услуги, се определи на во оваа насока за и овој сектор да може на некој начин да има правилен развој и да ги обезбеди потребните услуги на повисоко ниво, поквалитетно за граѓаните во Република Македонија. Сметаме дека ќе одговориме на оваа задача и дека компаниите кои што ја обавуваат оваа дејност и во делот на производството на суровата вода и во делот на снабдувањето со вода за пиење, во делот на пречистувањето на водата и во комуналниот дел за собирање и одведување на комуналната отпадната вода, ќе ги заврши реформите, ќе бидат ќе очекуваме дека ќе бидат се подобрени услугите во делот на водата. И да одвоиме малку време и за правата на потрошувачите, односно за нивната заштита, која е вашата улога односно на комисијата и во овој сегмент? Една од главните надлежности, исто така дефинирано во Законот за енергетика, на регулаторната комисија за енергетика е и унапредување на правата на потрошувачите. Во оваа смисла се опфатени сите потрошувачи. И овие на електрична енергија, како и оние кои што ќе следуваат на водните услуги. Регулаторната комисија за енергетика покрај сите обврски кои што ги има во делот на креирањето на цените, земајќи ги предвид достапноста на истите овие услуги и цените, во делот на квалитетот и обезбедувањето на сигурно, квалитетно и континуирано снабдување со енергија и енергенти на потрошувачите и заштита на нивните права. Од тој аспект, како од аспект на цената, меѓутоа и во делот на решавањето на споровите и на жалбите, постои посебна комисија внатре во регулаторната комисија за енергетика која ги прима, ги процесуира и ги обработува и донесува одлуки по однос на секоја поединечна жалба. Постои правилник за разрешување на жалби и спорови, кој што практично се применува и можам да кажам дека со примената на овој правилник и од досегашното искуство, најголем дел од овие жалби и поплаки се однесуваат на операторот Евана, по однос на приклучоците на дистрибутивната мрежа и еден дел од овој тип на жалби се и во однос на операторот на
дистрибуција на топлинска енергија во рамките само во градот Скопје. По однос на представките постапуваме согласно законот за представки, сите оние представки кои што ги имаме ги одговараме согласно истиот закон. Отворени сме за соработка, отворени сме за да ги слушнеме сите жалби, поплаки на граѓаните, на потрошачите и сето оно што ќе биде доставено и како прашање на нашите вработени или како прашање кој што го имаме како можност на нашиот сајт. Го одговараме на времено, даваме правилни упатства. Онаму каде што ќе сметаме дека се нарушени правата на потрошачите, имаме надлежност во согласно законот за енергетика да упатиме и критики, да поднесеме и прекршични пријави до операторите кои што прекршиле нешто во делот на правата на потрошувачите во Република Македонија. Верувам дека дозна тоа што сака, што им беше интересно на нашите гледачи. Ќе ви заблагодарам уште еднаш за тоа што одвоивте време, ја доближивме и работата и на регулаторната комисија и самото тело до граѓаните и верувам дека и во иднина кога ќе имаме потреба ќе бидете отворени за нас и да соработуваме натаму. Благодарам за поканата и уште еднаш поздрав за гледачите на регионалната телевизија. Благодарам многу. А на вас, почитувани гледачи, секој ќе ви се заблагодарам за тоа што бевте со нас. Овој половина час, верувам дека слушнавте интересни работи. Ако е така, продолжете и натаму да ја следите програмата на К3 телевизија и очекувате уште доста изданија на Во Фокус. Пријатно!